Поздрав до сите наши следбеници и поддржувачи на фудбалот и спортот воопшто. Ви благодарам што не следите и давате свој придонес во разговорите што на овој начин ги правиме. Соочени со пандемијата COVID-19, верувам дека една работа на сите ни е посебно јасна. Здравието е на прво место и секако пред спортот воопшто. Како резултат на здравствената криза, јасно е дека се променети сите околности за оваа надпреварувачка година, за одредени алтернативи по тоа прашање, но и за обстојувањето на клубовите и помошта која ја добиваат од федерациите и државата. Денеска зборуваме со генералните секретари на најголемите спортски федерации во државата: Филип Поповски, Фудбалска федерација; Владимир Георгиевски, Кошаркарска федерација; Филип Милошевски, Ракометна федерација; Зоран Карановиќ, Одбојкарска федерација, а заедно со нас е и генералниот секретар на Македонскиот олимписки комитет Сашо Поповски. Ви благодарам што на овој начин се вклучуваме во оваа дебата. И бидејќи Олимпискиот комитет ги соединува сите спортови, оваа дебата ќе ја започнеме со Сашо Поповски од Македонскиот олимписки комитет. Поповски, 2020 година повеќе не е олимписка, игрите се откажани. Кои се инструкциите, препораките или насоките кои ги добивате од Интернационалниот олимписки комитет, не само во однос на вашето функционирање, туку и препораките кои можеби треба да бидат насочени кон широкото спортско семејство? Така, најпред добар ден на сите, почитување од сите наши слушатели, гледачи и така натаму. Значи, јас тебе малку би ве коригирал, ова е олимписка година, се уште бидејќи во договорот, како што сите знаеме, значи олимписките игри Токио беа одложени, меѓутоа името Олимписки игри Токио 2020 ќе важи и следната година, кога што ќе се одржат, да се надеваме дека ќе се одржат олимписките игри следната година во периодот од 23 јули до 8 август 2021. Меѓутоа олимписките игри секако ќе се викат и следната година Олимписки игри Токио 2020. Секако, како што беше кажано во вашиот вовед, здравието на спортистите е пред се и секогаш ќе бидат спортистите на прво место за сите нас. И водејќи се од тој момент Меѓународниот олимписки комитет во консултација со националните олимписки комитети од целиот свет, ние имавме 3 видеоконференции, значи со нив, со Светската здравствена организација, со Организациониот комитет на Олимписките игри Токио 2020, со владата на Кралство Јапонија и со водечките луѓе воопшто од оваа област, и по сите овие разговори и консултации се донесе заклучок, значи игрите да бидат одложени за следната година, како што реков, периодот 23 јули на отварање, а затварање 8 август. Секако Олимпијадата е не еден, него е најголем спортски настан во светот, кој што се одржува на 2 години летна и зимска олимпијада. Покрај спортистите кои што се во олимпиското село, да кажеме во Токио, 10.500 е фиксиран бројот, плюс околу 5.500 официјални лица, значи 16.000 лица кои што треба да бидат собрани на едно место. Не сметајќи ги тука секако и големиот број на туристи кои што доаѓаат, проценка дека требаше да бидат присутни во Токио околу 500 до 6.000 туристи од целиот свет. Беше донесена оваа одлука со тоа што нашите препораки кои што идеа до националните спортски федерации, значи и воопшто во тесна соработка, можам да кажам, во оваа прилика со владата на Република Северна Македонија, со која што имавме исклучително блиска соработка во овој период, дававме насоки како се тоа да се одвива и кои се тие мерки, одлуки, препораки кои што и граѓаните, но и пред спортистите треба да ги почитуваат во овој период. Секако се наоѓаме во една ситуација која што е многу специфична, која што се надевам брзо ќе се заврши. Меѓутоа, прашувајќите ме за прашате за олимписките игри, сепак покрај тоа што се закажани за следната година, мора да имаме и во предвид два главни аспекта, кои што многу ќе зависи одржувањето на олимписките игри следната година. Прво е дека коронавирусот, односно COVID-19, ќе треба да се стави под целосна контрола во Јапонија.
Јапонија во моментот се соочува со една криза голема, кај нив мислам дека има околу 12.000 заразени од COVID-19, популација од 130 милиона, има во недостаток на респиратори околу 22.000 респиратори, што е премалку за една таква држава, и се види дека одлуката на организациониот комитет, поддржана од страна Меѓународниот олимписки комитет, беше на место. Значи, треба да се стави под целосна контрола целата ситуација во Јапонија, но вториот услов е и дека треба да се стави целата ситуација под контрола во целиот свет, за да можат игрите да бидат одржани. Затоа што знаеме на нив учествуваат, значи, сите спортисти од целиот свет, туристите доаѓаат, како се тоа ќе биде организирано, се очуваме со нов еден финансиски момент. Самото предзакажување ќе чини многу пари, проценките се од 5 до 6 милиарди, иако Меѓународниот олимписки комитет излезе со еден износ од 600 до 700 милиони евро, меѓутоа тоа се мелеви категории и сметам дека тоа доправа ќе биде предмет на разговор. Така да станува збор за една комплексна операција, а да не спомнуваме календарот на меѓународните спортски федерации, кои што ги одложуваат сите настани за оваа година. Збориме за следната година, кога веќе требаше да се одржат многу светски првенства во многу спортови, и сметам дека веќе се одложени, меѓутоа да причекаме, мислам дека се уште е рано да зборуваме за крај на ова, би ја нарекол, здравствена криза, пандемија, и да веруваме дека секи иде според план. Генерално прашање до сите други први оперативци во федерациите. Какви насоки вие добивате од меѓународните организации во однос на националните првенства, репрезентативните надпревари исто така кои следуваат? Врелиот Костен одрака први го пуштија од Ракометната федерација на Македонија, прекинувајќи го првенството, а таков предлог до клубовите пратија и од Кошаркарската федерација на Македонија. Така, за кошарката претпоставам јас прво да се надоврзам на прашањето. Што се однесува до препораките од страна на ФИБА, односно одговорната организација која што е за организација на кошаркарските федерации во Европа, за сега нема некои насоки кои што они се замешуваат, односно кажуваат што и како да направат со првенствата, па така да секоја федерација одделно, секоја земја во зависност од тоа, нели, сложеноста на самиот систем, одлучува како и на кој начин ќе го реши тоа прашање. На почетокот голем дел од нив нели чека, односно развојот на настаниве како и што ќе се случи, меѓутоа како гледаме дека се одговлечува веќе ова, голем дел од федерациите прогласи и крај на првенствата. Останаа неколку што сакаат да изиграат, тие се претежно федерации кои што нивниот расплет во многу зависи од учество, дали во Евролига, Еврокупови и така натака, или првите тимови не биле приклучени на првенството, па сега се приклучуваат ради нели надпреварување во други лиги. Така да некои посебни насоки околу тоа ФИБА не дава сега за сега, само чисто на консултативна улога кажува и се вмешува во однос на претежно да кажеме проблемите со договорите на играчите, начинот на кој што тоа клубовите би го решили, како насоки од нивна страна во однос на тоа нели судот однос на раскинување, односно продолжување на договорите, а само она може да дава и даде сите репрезентативни настапи, односно сите оние што беа веќе закажани првенства европски младински, ги откажа за оваа година, вклучително и она ние кај што требаше да бидеме домакин во август, значи 16 години А дивизија, така да од страна на ФИБА се откажани сите репрезентативни собири, вклучително и европското првенство, а насоки некои си нема дадено на федерацијата кој како. Така да ние го чекавме да кажеме што и како насоките и од владата и од развојот на ситуацијата, се уште немаме конечна и конкретна одлука донесена, се е на база на консултативно ниво, одржавме повеќе состаноци и со прволигашите и со второлигашите. Малку е комплексно прашањето, меѓутоа нас, да кажеме, не ослободува тоа што барем за сега првото место, односно генералниот пласман на табелата во првата лига не во толку многу зависи и создава некои си реперкусии во однос на учество во некој си евролигашко или еврокуп надпреварување. Така што можеби од тој дел на тоа повеќе формална одлука, отколку што носи некои си, да кажеме, последици во европското надпреварување понатака. Сега сменија на некој си одредено
размислување како тоа да го средиме да го решиме. Договорот е дека дефинитивно првата лига нема веќе да продолжи, поради тоа што голем дел од клубовите не можејќи да ги издржат финансиските притисоци, веќе странските кошаркари го раскинаа договорот и ги напуштија клубовите, така да не постои ни можност воопшто да продолжи првата лига со надпреварување, било продолжило тоа би било некое само формално надпреварување, не знам, со неколку домашни играчи не би било тоа. Така да околу првата лига е тоа, размислувањето е само можност околу втората лига дека се тие само од домашни играчи, па околу можноста доколку ситуацијава го дозволи тоа и клубовите можат и се во можност да продолжат, имаше некој инициатива од нив, дали постои можност втората лига како надпреварување да се доврши во некој си скратен систем на надпреварување. Така да се е тоа сега само размислување некој си, што ќе видиме допрва како што ќе се официјализира. Истото прашање за Милошевски, Карановиќ па Филип Поповски. Во ред, најпрво здраво на сите, се надевам дека се добро. Со поглед на фактот дека имаме фактички вонредна состава која што ќе трае во нашата држава до 15 мај, дополнително фактот кој што вели дека поголемиот број на договори на ракометарки се со валидност исто до крајот на мај, а дополнително и насоките од Европската ракометна федерација кои што ги имаме да се заврши националниот систем на надпревари до крајот на мај, се наметна заклучокот дека не постојат реални услови за регуларно завршување на самото првенство. Тоа што ние како федерација во разговор со сите клубови членки ќе биде доставен фактички прелог до управниот одбор на Ракометна федерација да не се прогласи победник во националниот систем на надпревари, со тоа што дополнително и да се смени самиот систем на надпреварување од септември во кој што ќе опфати сите категории што се однесува во машка конкуренција. Со тоа што кога се изготвуваше конкретно предлог, значи се водеше сметка да тој биде со поголема опфатеност на сите клубови, се водеше сметка да биде рационален и пред се да има поголема инклузивност на самите членки. Се надевам дека во скоро време ќе имаме управен одбор каде што ќе се доконкретизира истото. Искуството од Европа вели дека многу федерации, говорам за ракометни, значи ги завршиат своите првенства на сметка на тоа што насоките од Европската ракометна федерација велат дека истите тие да бидат завршени до крајот на мај. Што се однесува на репрезентативно ниво, говорам, ние веќе имавме одложени квалификации на женската репрезентација во март месец и се понеизвестно е дали истите ќе се одржат во јуни и во јули месец како што се истите закажани. Во текот на утрешниот ден, тоа велам, значи 24, односно 5 ќе има извршен одбор на Европската ракометна федерација, каде што чекаме дополнителни насоки кога би репрезентативните квалификации се одржат во машка и женска конкуренција. Дополнително е што и олимписките квалификации ствараат исто, да речеме, во самиот календар некоја поголема згусност, каде што исто мора истото да се предвиди. Карановиќ? До сите ценети и почитувани колеги. Ја малце дискусијата би отворил со една друга конотација. Мала дигресија на оно што Сашо го спомна на отварањето. Ова статус на пандемија и коронавирус по мене е некако као контраолимпијада. Значи, знаеме сите кога се Олимписките игри, таму се специјални карантини, сите национални репрезентации се борат за освојување на што повеќе медали, што поуспешно да презентираат својата држава и својата нација.
во сите спортови. Моментално сега е ситуација контра и сите се борат да што помалце имаат заболени, да што помалце имаме смртни случаи. Од таа страна е една мала дигресија. Колегите ги офатија првите две прашања, она што бевме договорени во врска со првото прашање, на кратко ви само брифирале. Значи, седиштето на Европска одбојкарска конфедерација од Луксембург, кај што ние добивме информации да зборам и за индор одбојка и одбојка во сала, сите надпревари не се званично прекинати. Они се само одложени. Нашава национална репрезентација оваа година ја чекаат настапите во Златна Европска лига и квалификации за Европско првенство. Првиот настан беше мај и јуни, вториот е август и септември. Од некои разговори што во тек на вчерашниот ден ги имавме со луѓето од Луксембург, добивме информации дека денеска ќе има една онлайн конференцијска врска на бордот на ЦЕФ, кај што доста инструкции и препораки ќе добиеме. Званично би требало да се укине оваа година, да се избегне оваа учество на Златна лига. Ни остануваат квалификациите со тоа што и тука имаме 3 сценарија. Првиот е најидеален да остане све према календарот август, почеток на септември, доколку оваа ситуација се пролонгира, да квалификациите бидат во септември месец, и за нас најнеповолна варијанта е да квалификациите се поместат во јануари 2021 година. Кога сме кај националните првенства во другите европски држави, зборам за поорганизирани, побогати и така натака, 90 и кусур % од сите се веќе затворени. Затворени се на 3 начина. Еден начин е да фактички нема прогласување на победници, него рейтингот од минатава сезона надпреварувачка остварува право на пријава на учество на европски купови. Тој принцип е во Австрија и во Италија. Негде се затворени со денот на прогласувањето на пандемијата. Тука зборам пред се за националните првенства на Хрватска, на Словенија, кои на 5 март мислам дека ги прекинаа првенствата. Во меѓувреме и другите национални федерации ги прекинуваат првенствата и остана мала група на национални федерации, меѓу кои сме и ние званично. Тука пред се мислам на Турција, на Босна, Косово и дали уште Кипар е, немам представа. Што е поентава? Према правилниците на Одбојкарска федерација, нашата надпреварувачка сезона званично трае до 30 јуни. И ние сме постојано во консултации и комуникации со нашите прволигашки екипи. Идејата е да по завршувањето на вториот циклус, да го наречеме така, на вондарена состави кој би требало да заврши негде на 15 и нормално со некаква препорака. Пред се мислам на Министерство за здравство, тука доаѓа и Агенција за млади и спорт, под услов да ситуацијата биде порелаксирана и да, за жал, не се случи некој втор бранд со лажичкава од овие великденски празници, би дозволиле да нашите клубови имаат еден плюс период од 10 дена подготовки и јуни месец би го искористиле за завршница на првенството кај мажите и кај жените. Тука некој консензус ќе се постигне да оваа завршница играат само први 4 екипи. И кај мажкиве и кај жениве. И кај мажкиве и кај женскиве прволигаши. Поповски од Фудбалска федерација на Македонија, истото прашање во однос на националните првенства и во однос на инструкциите кои ги добивате од УЕФА и ФИФА во однос на репрезентативните настани. Добро ден уште еднаш на сите, поздрав до сите оние што не гледаат, до хероите кои седат дома, а другите кои не. Во насока на оно што и колегите го кажа, ние во Фудбалска федерација сме во постојан контакт со нашите принципали УЕФА и ФИФА. Навеќе секој 2 до 3 недели одржуваме видеоконференции заедно со 55 членки асоциации на ФИФА и генерално ставот е, како што и општо е познато, дека фудбалот нема да згасне, односно мора да се заврши сезоната која е во тек. Дали тоа ќе се заврши во насока на истиот формат на кој истиот е започнат, или ќе оди во скратена форма, или ќе се најде некоја специјална варијанта, тоа е во меѓусебен однос помеѓу самите федерации спортски и УЕФ. Но морам да назначам и да кажам, исто како што кажа и Кара предходно, дека ние се соочуваме со една контра
да не кажам, работа која е контра спортските настани и ние во нашиот случај што и да размислуваме и колку и да ги слушаме нашите принципали УЕФА и ФИФА, ние од другата страна ги имаме и препораките на владата. Значи да не многу си ги летаме главите дека веднаш ќе почнеме со спорт, со фудбал или со било кој друга активност, мораме да ги гледаме двете работи, добро да ги измериме. Ме радува што веќе некои од мерките се олеснуваат, а и фактот дека многу од земјите во Европа имаат различен пристап кон истите. Во насока на спортските активности веќе слушаме и многу клубови кои почнуваат да тренираат. Пример со тоа е, можам да кажам, нашиот репрезентативец Велковски кој игра во Хрватска, веќе одржуваат тренинзи на стадиони во мали групи од 4 до 5 луѓе на стадион со одредени пасови каде што може тоа да го прават и дозволуваат самите тие мерки. Како што кажав, во насока на одржување на првенствата, постојат 2-3 варијанти, сценарија, кои Фудбалската федерација уште од самиот почеток на кризата ги имаше подготвено, но нормално истите се поместуваат согласно препораките на владата. Како што кажа колегата Филип, вонредната мерка трае до 16-17 мај. Се надеваме дека до тогаш ќе имаме одредени некои подобрувања како би можеле да предвидиме кои од сценаријата би стапиле на сцена за завршување на првенството, иако од прилика, крајен рок би бил негде 1 август. Во зависност од тоа како се движи ситуацијата нели во нашата земја. Во делот на репрезентативните настапи, знаете и самите, плейоф надпреварите се одложени. Очекуваме тие да бидат во месеците септември, октомври и ноември. Дадени се 3 опции за одигрување на надпреварите од плейофот, кои што е со можност пласма на Европско првенство, но се косат исто во исто време со одигрување на репрезентативни настапи од новото надпреварување на Лигата на нации и тоа е се уште дискутабилно. Така да конечните одлуки ќе се донесат на 27 мај од страна на УЕФА за датумот и времето на одржување на плейоф надпреварите на репрезентациите, вклучувајќи ги квалификациите на У21, квалификациите на У19, нашата репрезентација која игра во елитна рунда, исто и квалификациите од женските национални селекции. А во текот на наредниот период очекуваме некои гајдланси, водичи од страна на УЕФА, каде што ќе почнеме да комуницираме во однос на можните сценарија за продолжување на првенството. Инаку, де факто, ставот е дека првата лига и купот мора да завршат од оваа сезона. Сашо Поповски, постојано го споменуваме економскиот аспект кој што е предизвикан од оваа пандемија. Актуелната здравствена криза драматично влија и на некој начин ги загрозува сите индустрии и економски сектори. Спортот не е исклучок, но мораме да најдеме решение за моменталната ситуација со надеж дека ќе се зачуваат сите работни места и еднакво ќе се почитуваат интересите и на спортистите и на клубовите. Кој е размислувањето по ова прашање на Македонскиот олимписки комитет? Ја би можел да го кажам моето лично мислење по ова прашање. По некои почетни анализи, спортот со ова пандемија во почеток, значи губи негде околу 7,2 милиарди евра. Мислам дека тука треба да се оди во два правци. Помошта која што, ако збориме за македонскиот спорт, значи помошта која што ќе добијат националните спортски федерации во овој момент на национално ниво, значи она што го добиваат од владата на Северна Република Македонија и од своите спонзори, а второ е од меѓународните спортски федерации помошта која што се добива. Значи, можам да кажам дека за Македонскиот олимписки комитет оваа ситуација во однос на финансискиот дел од меѓународен аспект или од финансирање на плановите и програмите на нашите олимписки кандидати нема да биде воопшто променет. Значи, ние ќе продолжиме да ги финансираме сите тие олимписки кандидати кои што до сега ги имавме зацртано како можни учесници на Олимписките игри Токио, значи ќе продолжиме да ги финансираме со исто темпо, со истиот износ, значи нема да има тука никакви промени. Ќе продолжиме да ги работиме сите оние програми кои што сме ги работели до сега. Во однос на работата на клубовите и на федерациите, посебно на спортистите, имаше една мерка која што ја слушнавме од медиумите дека ќе имат помош од државата
неслушно дека Македонскиот олимписки комитет, односно Олимпискиот комитет на Северна Македонија е оплетен со тие мерки, меѓутоа сметам дека тоа за почеток би било некоја почетна помош која што секако во спортот секој знаеме дека може многу повеќе и подобро. Така да сметам која и да е помош да во моментот да дојде од која и да е страна, дали тоа ќе се бидат од страна на меѓународните спортски федерации, дали тоа ќе бидат од страна на континенталните федерации, дали тоа е УЕФА, ЕХФ, дали тоа е ЦЕФ или некоја друга, секако тоа ќе биде значителна, меѓутоа далеку од она што би требало да биде во овој момент за да може спортот да профункционира. Секако тука имаме и индивидуални спортисти кои што треба и мора да ги помогнеме за да се одржи едноставно оваа форма, не треба да се престане едноставно и да како што беше кажано, некаде вегетираат едноставно спортистите, него мора да се одржава спортската форма во максимално ниво во овие услови какви и да се. Така да, од гледна точка на Македонскиот олимписки комитет, односно како што реков Олимписки комитет на Северна Македонија, просто не треба време да се привикнеме на оваа промена. Значи, нема да има многу промени во однос на финансирањето на нашите олимписки кандидати и олимписки програми. Сите федерации се запознати со финансиската поддршка од државата преку Агенцијата за млади и спорт. Каков е интересот на клубовите и дали ја користат помошта? Тука се вклучени многу приватни школи кои што исто така праќаат барања до федерациите за финансиска помош. Некои од нив или поголемиот дел од нив не функционираат во системот на самите федерации. Јасно е дека федерациите сакаат да помогнат на сите, но практично е невозможно да им се излезе во пресред на сите кои бараат финансиска поддршка. Колку е тоа проблем за самите федерации, како е второ подпрашање во овој дел? Георгиевски. Така, збориме за онаа помош, нели, од сега што е во врска со ковид на 14.500 денари за тоа збориме, така да. Вака сега постои значи голем интерес во однос на искористување на таа помош, меѓутоа да кажам како што постои интересот, пошто ете некои минимални проблеми во однос на тоа искористување. Голем дел од клубовите, како што кажавме, некои функционираат нели на професионално ниво, кај што се имаат потпишано договори за работа на тренерите, за работа на сите тие лица и спортски работници, меѓутоа голем дел од клубовите, а тоа станува збор повеќето за школите, да кажеме самите основачи што се, односно дали управители или остана 1 до 2 се пријавени, додека другите останатите се на некои си, да кажеме, неперманентни договори, односно дали на месечна база, дали однос на продолжување или во однос на моментот како трае првенството, така да дел од нив може да го искористат тоа, меѓутоа голем дел од нив и не се толку во можност да го искористат. Исто така се јавува и до некаде некој проблем во однос на искористување, секоја помош нели е добродојдена помош. Меѓутоа тука околу законскиот дел се чисто го дискутираме. Таа помош нели искочи прво што дали ќе биде бруто, дали ќе биде нето, после тоа се вклучени и предонесите нели во таа сума 14.500 денари, така што се појави друг проблем каде што доколку се користи таа државна помош, може само таа, на пример дали федерација или клубови, доколку некој зима поголема плата, да кажеме, за одредена сума, не се во можност да ги искористат, значи односно да доплати дали федерацијата или клубот разликата од тоа што ќе ја примат до она што го зимаат останатото, него или само ќе ја користат таа помош, или ќе плаќа федерацијата. Не може да кажеме на некој начин микс да се направи одредена сума да се искористи како помош, а останатите средства нели на секој е потребно, поготово во ова кризно време, да кажеме би бил голем проблем намалување на платите, тоа драстично симнување. Така да и се јавија, да кажеме, два аспекти на проблем. Едниот е околу висината на финансиите, односно не се во способност да ги зимаат константните финансии кои што ги зимале до сега, нема и помоши да може да се доплати останатото, а вториот е проблем кај школите и кај клубовите што немаат некои си константни, односно постојани, да кажеме, договори за да може да го користат. Оваа ситуација можам да кажам и дека нели како и лоша ситуација во однос на тоа сето ова што се случува, што побрзо да надминеме, меѓутоа вроди и одредени, не би рекол позитивности, него да кажеме некои си проблеми во системот кои што можеби ни се провлекувале, да кажеме, наназад, меѓутоа некако не сме ги прометувале, а сега ова на некој начин ни ги отвори очите.
као што збориме за оние школи кои што непостојано ги вработуваат, да кажеме, тренерите, а тие функционираат и работа со разноразни договори, до клубови кои што имаат одреден степен на вработени, меѓутоа не знам околу пријавувањето и околу начинот, дали постојано, дали имаат прекини во вработувањето, така да кај нас, да кажеме, некаде околу 100 клубови веќе искористија 100-150, односно тука може да се каже клуб по лице 2 или 3, така да искористија дел од таа помош, меѓутоа тоа би било некоја си, ако е прашањето дали во овој период е доволно и дали ќе вроди некој бенефит однос на тоа, секако дека ќе даде помош, меѓутоа не некоја си голема и не некоја си можност да ова сето тоа да се рехабилитира и да може нели повторно да функционира барем на одредено ниво како што било пред ова. Да, откако ќе го слушнеме мислењето по истото прашање на Карановиќ, на Филип Поповски, на Филип Милошевски, ќе дојдеме до борбата за опстанок и преживување на одредени клубови откако ќе заврши оваа здравствена криза. Карановиќ. Тоа да кажем, ја малце сум ригиден на оваа точка. Значи, ние имавме колегиве, дел од колегиве беа тука, кој имав еден состанок во Агенција за млади и спорт, која се припрема оваа поддршка за спортот. Ја у старт бев против, отворено кажам, и тогаш го кажав и сега го потенцирам, тој е мој личен став. Значи, оние клубови, посебно спортски школи, што не може да екзистираат или не може да преживеат 2-3 месеца, нема потреба да се замараат со спорт. Значи, тогаш кажав, можеби некој ќе се наљути, сива зона на економија. Значи, они екзистираат на самофинансирање на родителите. Дали е прашање 20 или 50 евра. Сите да се погледаме во очи, колку тие спортски школи во сите овие спортови, кај што колегиве сега се гледаме, изнедриле, понудиле врвни, квалитетни спортисти, што после не се надградиле у некој прволигашка екипа. Значи, таа е реалност. За жал, таа е реалност. Сега, пак ќе направиме една мала дигресија. Зборев со председателот на Одбојкарски сојуз на Хрватска, Анте Баковиќ, он е во нивниот стожер за поддршка на спортот и така натака. Хрватска што има направено конкретно? Значи, сите федерации, и вклучително и нашите федерации, кон крајот на годината и почеток на годината ги понудија своите меѓународни програми и за кои износи побаруваат средства од државата. Во Хрватска 90% од тие средства по основа на меѓународните програми се веќе загарантирани. Дали кидат директно преку нивно министерство, дали кидат преку нивниот Хрватски олимписки комитет, кој е по пополна ситуација него нашиот. Тоа е све техникалија. И она што е многу битно, значи они дадоа конкретно поддршка 3 месеца во износ од 600 евра плата на спортска администрација во клубовите, вклучувајќи и тука и тренерите. Веројатно дека се од таа тргнати фудбалските прволигашки екипи што работат, што баратаат со големи буџети. Значи 600 евра збориме за 3 месеца со платен придонес. Сега се враќаме кај нас, во Македонија, во нашата реалност. Одбојкарска федерација, као другите федерации, понудија она што беше дадено од страна на Агенција за млади и спорт. Во Одбојкарска федерација на Македонија дојдоа 10 спортски субјекти, да ги кажеме, 10 клубови, 4 машки, 4 женски и 2 спортски школи. Вкупно барање имаме 50. Јас се би изразил јавно благодарност до другиве клубови и спортски школи што не побараа средства. Искрено се надевам дека тие средства може попаметно да се искористат. Од проста причина што ова лудило ќе помине. Дали тоа ќе биде јуни, јули, август, септември, не е битно. Ние реално ќе се соочиме со криза. Финансиска криза, ради тоа што спортот, посебно мали системи затворени како што е нашата држава, многу тешко се доаѓа до квалитетни спонзори. Квалитетен спонзор нуди квалитетна реализација на нашите програми. И тука ќе се најдеме еден голем минус, кај што средствата, моја проценка е дека и средствата на агенцијата што државата треба да ги усмери преку Министерството за финансии ќе бидат преусмерени, што во принцип тука не можеме да се наљутиме. Ќе имаме проблеми сите федерации, вклучувајќи и клубовите, да си ги реализираме ваучарите, што беше еден од основите, да кажеме, за некаква порелаксирана финансиска ситуација во федерациите и во клубовите. И не знам што друго да кажем. Можеби има време за размислување уште. Ова сега веќе, пошто е донесена меркава, ќе се изреализира. Колку тоа реално збориме ќе помогне, тоа баш сум скептик.
Меѓу нас кажано баш су скептик, од проста причина што од тешки времења треба да се најдат јунаци да ви издржат сето тоа, а не само да кукаат и да бараат пари. Сега дојде време да сите нешто бараме од државата, а никој не гледа на каков начин ние па да помогнеме на државата. Да не навлагам сега у коментари со горевото и така натака и така натака. Сега за сега имам толку, поелете колеги со ваши размислувања, значи бројка на барање од страна од Бојкарска федерација на Македонија доставена до Агенција за млади и спорт за поддршка на клубовите и така натака изнесува 50 со бројки. Благодарам. И по истото прашање, генералните секретари на двете федерации кои се откажа од средствата кои ги помена Агенцијата за спорт и млади, Милошевскиот, Ракометната и Поповскиот фудбалската федерација на Македонија. Добро. Па добро, значи во однос на уредбата која што беше донесена од страна на владата за финансиска поддршка на спортски субјекти, спортисти, спортски работници, стручни лица, рокот за доставување кој што беше заклучно 22, значи самите клубови кои што треба да достават до матичните федерации, до нас фактички пристигна 27 клубови кои што побаруваат финансиска поддршка. Од аспект на оно што велите младинските категории беа опфатени во оној дел дека само стручните лица нели може да аплицираат во делот на финансискиот надоместок. Ние како федерација од поодамна имаме донесена одлука на управен одбор дека сите реđиски трошоци кои што се однесуваат во делот на судиски делегатски такси ќе бидат покриени од страна на управниот одбор на РФМ. Дополнително сите младински клубови немаат финансиски издаток во делот на регистрација клуб, регистрација на играчи и слично, значи се со цел значи да добиеме што поголема масовност кај младите категории. Инаку во оној дел што пак ќе се навратам оно што велиме уредбата донесена од страна на владата, значи секоја финансиска помош на спортските субјекти е добредојдена во овој момент. Можеби не е многу високо, меѓутоа во едно вакво време каде што многу работи се во неизвестност, значи секако дека финансиската помош која што ќе биде добиена ќе биде секако добредојдена. Благодарам. Делот на фудбалот во изминатиот период, заклучно со вчера кој беше крајниот рок за доставување или на онаа документација до Агенцијата за млади и спорт, имавме повеќе од 600 предмети барања кои благодарност до колегите од ФФМ кои успешно ги обработија сите, односно извршија прием и нормално достава до Агенцијата за млади и спорт на понатамо извршување. Имавме голем број на барања од, како што и беше кажано, од спортисти, од стручни лица, од друг администрацијски персонал, лекари и така натаму, со тоа што навистина беше голема бројката и во насока на она прашање што го спомнавте дека би било како следно, дали би била доволна, навистина не знам, затоа што не сметам дека оваа криза ќе трае само 2 месеца. Верувам дека истата ќе трае и ќе има со подолг рок, ќе има последици на подолг рок и што ние треба да направиме за да издржиме, за да изживееме со 14.500 денари само за 2 месеца. Но прашањето е многу посушниско. Што понатаму? Што потоа? Дали овие средства што ги добиваме или било кои средства да ги добиваме се навистина доволни да функционираме како сериозна организација, макар и мал клуб, младински клуб или школа, кој има цели на долг рок, како што рече Кара, да врши масовност на самиот спорт, а следствено на тоа и производство на играчи, односно на идни репрезентативци. Епа не би рекол. Или не знаеме што правиме како организација, како клуб, или навистина немаме цели и сме многу краткорочни во нашите размислувања. По делот на
функционирањето, како секој сериозен бизнис, така и во спортот, на индиректен начин е бизнис кој треба да функционира на цели, на буџет и како тоа треба да го остварува. Навистина верувам дека самата оваа криза ќе не рестартира. Многу често го слушаме овој збор, да ги отвориме малку очите, за да можеме да си го напишеме патот каде сакаме да одиме. И не само да живееме од 14.500 или пак било каква помош да побараме, а до сега не немало никад. Во ова насока на некој начин е проблематично и финансирањето на клубовите пред се од државата или локалната самоуправа. Дали сметате дека во овој период кој следува, бројни клубови, seедно на која федерација припаѓаат, ќе се борат за опстанок или преживување? Дали најмногу ќе бидат погодени оние кои живеат на сметка на локалната самоуправа? И дали сметате дека дури клубовите кои финансиски се или биле стабилни, ќе бидат исклучително предпазливи во трошењето на средствата во следниот период? Колку тоа може да влијае во квалитетот на самите надпреварувања? Кој треба да каже? Јас сум со следствено соредот или... Ајде, Ѓоргиевски. Ајде, добро. Вака, сите знаеме и можеме со сигурност да кажеме дека спортот нема да биде ист по продолжувањето на криза, макар зборели само за нашето државно ниво. Односно, колку и да кажеме започна на некој начин да функционира, нели, оној ваучер систем на финансирање од страна на владата, плюс голем дел од локалната самоуправа, односно локалните заедници. Ја можам да кажам конкретно за кошарката дека можеби 90% со исклучок на некои клубови функционираат на тој начин. Главен извор на средства им се ваучерите и плюс она што го делуваат, нели, општините, односно оние клуби што ги збериме општински клуби, а така се многу. Можеме да кажеме и најголемите наши клубови во многу зависат од финансирањето на општините. Очекувам дека ќе има голема криза, односно очекувам дека средствата ќе бидат во многу намалени. Пред се тоа се однесува, нели, следствено на тоа економско прашање во однос на кризава, големи загуби претрпуваат и фирмите, така што кога збориме и за ваучер системов и да остане таков како што е, нели, ги добија ваучерите за оваа година клубовите, фирмите не знам колку ќе бидат способни, односно колкава ќе биде нивната добивка за да може они да издвојат и да дадат дел од таа добивка, нели, на клубовите. Со самото тоа што во многу ќе биде намалена добивката, сигурно дека искористеноста на средствата, мислам дека во многу ќе опадне. Плюс и она што го зборевме, предпазливоста, веќе размислуваме на некоја си тема која што во многу пред ова да се случи и не сме размислувале, што по ваква криза. Никој не размислуваше дека би можело сето тоа да се затвори, да се прекинат сите утакмици и сите клубови да застанат, односно животот на некој начин да прекине за толку брзо време и толку одеднаш. Така да сега се отвара нова тема и секоја активност, верувам, што ќе се преземе понатаму и од страна на спонзорите на клубовите и од страна на самите клубови, ќе биде, нели, со некоја си предумисла што долку повторно пак се случи тоа и ќе биде со некоја си предпазливост. Така што очекувам дека голем дел од средствата на второто прашање од општините, односно од локалните самоуправи кои што беа пренаменети за спорт, сега согласност на кризата и на реакција од страна на државата, голем дел од тие средства ќе мора да бидат пренаменети, нели, за поправање на штетите останати од оваа криза и да бидат насочени кон економијата, кон задржување на работни места, кон, нели, финансирање на одредени работи кои што претрпеле штета во овој период, така што и вториот извор, да кажам, еден од главните извори на клубовите на некој начин ќе биде намален или, ајде да не кажам скроз затнат или изгасен, меѓутоа во многу намален. Така да, можам да кажам, поготово со голема веројатност, да не кажам сигурен, дека квалитетот кој што до некаде го градеве, нешто почнувавме да правиме, сега ќе се врати за неколку чекори наназад. Не е проблемот дека клубовите ќе имаат пари па ќе бидат внимателни како ќе ги вложуваат, него мислам дека финансиските средства вистински ќе бидат потребносно отсутни од клубовите, нема да има доволно финансии да може да реализира тоа што тргнале, да речеме, некој си план и програм. Така што сигурен сум дека функционирањето во многу ќе се измени, нема да биде исто или некој си тек како што било пред кризава. Ќе ни треба доста време повторно пак да се вратиме
и она слобода на размислување на фирмите и компаниите да инвестираат на некој начин во спортот, зашто знаејќи ги на некој начин олеснувањето и законот за спорт, дека не и толку доволно се инволвирани компанииве да може да се стимулираат, да финансираат, сето тоа е на база на некоја си желба за промовирање на спортот, на бивши спортисти, сегашни бизнисмени, па да инвестираат средства, така што во нивниот план, ако финансирањето било некаде на последно на спортот, сега веќе дали ќе биде и на листата на спонзорирање и колку ќе бидат тие средства, се е тоа прашање. Така да говорот е сигурно ќе има големи последици и мислам дека сигурно квалитетот и начинот и програмите што ги зацртале клубовите од претходно ќе се сменат и нема да биде текот ист. Милошевски, веројатно имате првична слика што по ова прашање се случува или ќе се случува во ракометот. Вака сега, значи, од аспект на соглед на состојбата во која што сме, неизвестноста на економско поле постои во многу гранки, а тука не е исклучен и спортот сега. А она што во овој момент може да го кажем дека буџетите на повеќето клубови се затворени за оваа сезона. Меѓутоа, мора да се размислува да се најде некое системско решение во форма на закон или нешто, значи да, еве кажеме, се сложувам дека многу работи се по-приоритетни во овој момент, меѓутоа во делот на спортот да се најде некое системско решение кое што, да кажеме, од септември, октомври веќе ќе ги видиме клубовите на некои си здрави нозе. Факт е дека многу средства ќе се алоцираат од дел на локалната само управа во некој друг сегмент. Меѓутоа, она што се однесува до спортскиот ваучер, до спонзорските договори, до конкретно, значи, средствата или добрата која што ги дава локалната само управа, факт е дека ќе биде маса потешко во иднина. Меѓутоа, она што може да кажеме дека мора да се најде некое решение, дали во форма на закон или во некој акт, дека на некој начин ќе се даде некој инпут на самите клубови да можат од септември да бидат колку толку на здрави нозе. Крановиќ, многу пати во минатото, тоа се случува и денеска, спортот или федерациите го користеа како банкомат за извлекување на државни или општински средства. Веројатно ова е време и треба да се пронајде начин како да се мотивираат сега инвеститорите да вложуваат во спортот. Како да се насочиме во производство наместо во трговија. Ова е шансата одново да се изгради тој систем на определени вредности во кои компаниите или инвеститорите ќе го поттикнат спортот. Сега е потребно повеќе од било кога, веројатно. Точно, сосема сте во право. Време е на рестартирање. Јас само би спомнал нова претходно прашање, на кратко само чисто едно мое гласно размислување. Да е тешко, ќе биде тешко. Значи целиот спорт е ставен на грб на државата или на локалната самоуправа по било кои основи. Може би тука сега у преден момент доаѓа кошаркава и одбојкава нема такви проблеми. Она што е мој предлог некој до челниците на локалните самоуправи, тоа не кошта многу. Салите да се отворат и да се дадат бесплатно на прволигашките и второлигашките екипи. Тоа ќе биде некаква финансиска подршка. Ако се доаѓа, пошто после оваа цела ситуација многу клубови ќе пропаднат, не само во Македонија, ќе пропаднат и на европско ниво. Незамисливо е да кажеме дека ќе пропадне Юнајтед, Манчестер Юнајтед, Ливерпул, Реал и така натака. Али зборам за некои врвни екипи од италијанското првенство. Тие ќе пропаднат, али утре ќе се справат со ситуација, ќе се појави некој друг спонзор. Пак ќе кажем, нашата држава е презатворен систем за да можеме ние да направиме некаков маркетиншки трик, да убедиме некого да даде подршка
реално да кажеме да даде подршка у спорт. Било кој не мора одбојка да биде. Она што нас ни престои, тоа е да со тие средства што ги имаме и што реално ќе се надеваме дека ќе добиеме, мораме најрационално да размислуваме, најрационално да ги потрошиме и да овој период на хибернација, значи некако да преживееме овој период за да дочекаме подобри времиња. Ја искрено се надевам дека ќе дочекаме подобрите времиња со оглед на аспектот дека нас сите колеги овде не чекаат квалификации, не чекаат презентација на нашата држава на европско ниво. Тука можеби би требала подршка да биде на државата поголема, али пак и тоа све, ние сме кровни институции у нашите федерации, а зависиме од нашите клубови. Ако се они добро организирани, федерациите се јаки, ако они не се организирани, ние можеме само да импровизираме. Ја пак ќе кажам, оваа ситуација ќе изнедри нови решенија, нови идеи, можеби нови размислувања. Не верувам дека после оваа ситуација у старт ќе се промениме. Ќе пробаме да бидеме подобри и би требало така да биде. Можеби ќе останат некои стари навики, али пак ќе кажам, некои ситуации мора да се сменат у чипот у глава на луѓето, у размислувањето, од онаа социјална одговорност на општествените компании до она рационално трошење. Значи, да не спомнуваме сега негативни примери, ова е убав разговор денеска и да збориме малце позитивно, ја се надам дека ќе испливаме. Од аспект на одбојкава, ние сме, да кажеме, за разлика од останативе колеги, најниско буџетна федерација и со бројна количина на пари и клубови и така натака. И ние сме постојано у некакво размислување како да преживееме. Значи, тоа е период од 91-93 година. Така да кај нас е таа некоја нормална ситуација. Сега дојде малце од минатава година порелаксирано со оваа ситуација, со ваучари, ве гледам и клубовите малце живно, ова ги враќа доста назад. И пак ќе кажем, ако се собереме сите заедно, па заедно почнеме да размислуваме, и за ќе излеземе и попаметни и подобри од оваа цела ситуација. Филип Поповски и кругот по ова прашање го затвораме со генералниот секретар на Македонскиот олимписки комитет. Во однос на поддршката ФФМ и понатаму ќе продолжи да асистира и ги поддржува сите оние клубови како и до сега во однос на на официјални лица, на поддршка за котизација од важечки договори и нормално изнедување на некои нови решенија. Но секако ќе престои период на преструктурирање, не само кај нас во фудбалската федерација, туку и во начинот на функционирање. Оно што го кажавте, не можам да се сетам кој го кажа, Златко ствари вие го посочивте. Верувам дека сега во насока на рестартирањето ќе работиме малку повеќе на производство на домашен кадар. Ќе се насочиме малку на домашните или оние што ги велат homegrown players, каде што и покрај тоа што компаниите имаат социјална одговорност, нашето суштинско битие како федерација се социјалната одговорност и треба да се бавиме за поосомасување. Така да работата со младите категории, со децата е најблагородното нешто што може да постои. Истото тоа треба да го насочиме во насока на поставување на некои нови цели, а понатаму компаниите и фирмите сами ќе дојдат. Може би нема да биде како до сега, имав пријател, па ќе го викнам дојди да спонзорираш некој евро во моја федерација или клуб, него навистина ќе треба малце повеќе да се испотиме. Ово е моментот каде што навистина треба да ги размислиме сите активности и планови за понатаму, затоа што ако се вклучиме понатаму од септември, да кажеме, или подоцна за некој месец, верувате веќе е доцна. Навлегуваме во нова сезона која што треба да размислуваме како и таа треба да заврши. Самите знаете дека веќе големи надпреварувања од аспект на олимписките игри веќе се закажаа за следната година. Европското првенство фудбал 2020 исто така е закажано за следната година. Постојат предизвици на кои навистина ќе треба да се адаптираме и не очекува жешко лето. Јас би истакнал една друга работа од еден друг сегмент, финансирањето на македонскиот спорт од самостојувањето до денес веќе продолжи, мислам дека е поставен на некои специфични рамки кои што се многу поразлични од сите европски искуства. Ако европските искуства велат дека било кој клуб или федерација годишниот буџет 70% зависи од приватниот сектор и приватните вложувања, кај нас се обратно. А дури повеќе би рекол дека некои федерации живеат исклучително и се зависни од таа државна помош.
Се дека не спиде развиена економијата во нашата држава, односно тој пазар на капитал и така натаму, и спортот ќе трпи со тоа што е премногу зависен од тој државен динар. Во овие ситуации имаше дури коментари како сега би се реализирали тие спортски ваучери што ќе се добијат како можна закана за финансирањето на спортот во нашата држава. И мислам дека тука треба да се, како што сам рече, сите спомна, да се направи една промена, комплетна системска промена на организацијата на спортот во нашата држава. Преку најдиректно ќе спомнам, значи мораме да вложуваме во едукација, мислам Стели Поповски го спомна тоа, во едукација на стручните кадри кои што ќе произведуваат всушност спортисти, како една производна компанија всушност, и имаме ситуации каде што ќе се вложува, значи и во стручниот тренерски кадар и во спортската администрација, каде што би може спортот да биде поставен на здрави основи. Не може да се случи еден клуб како што спомнам истом каранечно, дали Манчестер Юнайтед или Реал Мадрид да пропадне затоа што државата не помагала. Значи кај нив е обратен комплетно системот, не само во Шпанија, во Италија, во Франција и поразвиените спортски држави, условно речено, и во другите, каде што многу повеќе се финансиски помогнати од приватниот сектор отколку од државата. Кај нас тоа е сосема целосно и многу добро го знаеме овој проблем. Сметам дека можеби ова е еден сигнал дека треба да се промени, меѓутоа во услови кога гледаме дека заради оваа ситуација која оваа пандемија и економијата во нашата држава ќе трпи и ќе западне во известна криза, мислам дека уште извесен период и спортот нема да може да започне да се ресетира, односно да го привлече приватниот сектор, да дојде да финансира во спортот многу повеќе до сега. Ја искрено би бил задоволен ако во овој период остане финансирањето како што било до сега, а потоа видиме и ги прифатиме сите тие европски и глобални трендови на финансирање на спортот. Мислам дека и после оваа ситуација економијата во светот на глобално ниво ќе се промени, се ќе се преориентира според моје лично мислење на национално ниво, на локално ниво, што можеби и добро е за спортот, посебно во нашата држава, и да се посветиме конечно кон што го викаме производство на сопствени стручни кадри, сопствена врна спортска администрација, врни тренери и врни спортисти, кои што ќе може да постигнат врни спортски резултати. И јас верувам и секој од вас има и други прашања и подпрашања, меѓутоа платформата на која што го работиме разговорот објективно не ограничува. Нестрпливо го чекаме моментот кога спортот повторно ќе не радува. До тогаш уште еднаш да потсетиме дека е време за солидарност и за општествена одговорност. Од срце ви благодарам што бевте дел од овој разговор. Се надевам дека заеднички ќе ги поминете и овие тешки предизвици кои се пред сите нас. Ви благодарам што бевте во друштво на Фудбалската федерација на Македонија и се надевам на многу успеси и здравје во иднина. Фала ви на сите. Благодарам. Благодарам. Поздрав. Поздрав до сите и останете негативни.